стратегијата е повеќе од потребно, бидејќи имавме претходна стратегија која што 4 години, ако се сеќавате, го спомнав тоа во моето експозе, беше овде, меѓутоа немавме акцијски план, немавме ништо, никаква реализација. Таа стратегија е потребна. Прашањето е како ќе ја изреализирате и што ќе направите. Новиот закон кој што е веќе даден предлог создава два дигитални света, бидејќи вели дека разузнавачко-безбедносните служби не мора да бидат обврзани со стандардите за заштита на мрежи. Тогаш која е поентата да го носите законот за Министерство за економија, за Министерство за образование, за земјоделие, труд и социјала, ако клучните оние кои што треба да бидат обезбедувачи на безбедносните мрежи не треба да ги почитуваат тие стандарди или не се обврзани да ги почитуваат. Во однос на законските решенија би рекол дека не треба целосно менување, туку само зановување во кое што законите ќе го препознаат, ќе го дефинираат и ќе ги санкционираат одредените феномени преку кои странското мешање се манифестира кај нас. Дали тоа ќе го санкционираат регистрирањето на медиумот, дали ќе го санкционираат однесувањето на медиумот, дали тоа ќе биде модел security by design, значи да вие обезбедите дека сите медиуми кои што ќе емитуваат овде за да не бидат банирани, ќе мора да бидат регистрирани и ќе мора да поминат низ некаков филтер или не, тоа ќе биде политичка одлука која што мора да биде избалансирана со демократските принципи на отчетност, транспарентност, но и на слобода на говорот и на информациите, слободен пристап до информациите секако. Следниот дел кој што недостасува кај нас е постлегислативната контрола, а тоа значи дека откога ќе се донесат законите многу малку се анализираат и врз основа на тие анализи се носат соодветни решенија за да се направи зановување, ажурирање на законите и да решенијата кои што можеби биле добри и соодветни во даден временски период започнат да генерираат контрадикторности или создаваат, да кажеме, нејасни ситуации, заради кои органите кои што треба да ги спроведуваат извршната власт има проблеми или има недејствување. Паралелно на тоа, фалат, да кажеме, и соодветни евалуации, кои што ќе бидат независни, не само внатрешни евалуации, туку пракса која што е и текако застапена во европските земји. Овде мора да кажам дека голема улога игра граѓанскиот сектор, бидејќи тој се така наречените неформални контролори, кои што треба да извршат и јавен притисок, но и да дадат независна и неутрална анализа на ефективноста и ефикасноста на законските решенија.